Нема никаков проблем ниту пак застој во процесот со кој дел од бизнисот треба да добие поевтина струја од 80 евра за мегават час, тврди премиерот Ковачевски. Вчера дел од фирмите се пожалија дека имаат доставено комплетна документација, а ЕСМН им одговара навремено. Ковачевски тврди дека договорите со ЕСМ продажба се склучуваат во најкусможен рок. Не постои никаков застој, не постои никаква селективност, туку напротив постои интерес од страна на државата, компаниите кои што се дел од производството на основни прехранбени производи, училиштата, основните, средните училишта, да што побрзо се приклучат на овој пазар, со оглед на тоа дека таму цените се дупло поевтини и повеќе од дупло поевтини од берзанските цени, и тоа ќе овозможи прво намалување на цените на прехранбените производи и второ непречено одвивање на образовниот процес, секако и на здравствениот процес, бидејќи и тие компании се преземаат од ЕСМ продажба. Стопанствениците освен со струјата проблеми имаат и со цената на останатите суровини за кои велат дека во моментот мируваат, но состојбата е неизвестна. Субвенционираната струја им се нуди за да ги поевтинат производите. Но дел од производителите на масло не прецизираат дали може во следниот период да се очекува намалување на цената. Потенцираа дека во изминатиот период имало одредено намалување. Цената е падната за скоро 40 денари и ние се трудиме и понатака цената да ја намалиме и да ја донесеме во, ако е можно, да дојде до цените пред 3 години што беа. Значи, цената најмногу зависи на нашиот производ од сировината, а што се однесува за енергијата, веќе 30% имаме инсталирано фотоволтаични централи кои ни намалуваат трошоците за производство до крајниот производ. Владата очекува од 1 декември да се намалат цените на храната. Скроен е планот како да се постапи ако не се остварат тие очекувања. Согласно законот за трговија ќе се носат мерки за замрзнување на цените како и одредување на маржи. Пазарните инспектори ќе вршат контроли на цените на храната.